Почна да се собираат потписи овде во паркот спротив собранието и за релативно кратко време ги собраа барањите 10.000. Родителите на децата со посебни потреби и нивните проблеми се чини периодов добија зголемена видливост во јавноста. На оваа тема разговараме со Домника Кардула, активистка за правата на децата со посебни потреби, а и самата мајка на дете со аутизам. Господјо Кардула, на што се должи сега таа зголемена видливост? Да, паралелно со мирниот собир одеше и петицијата, која што е символична, значи од формален правно аспект нема тежина, бидејќи друг е начинот на собирање нели на петиција во подрачните единици на Министерството за правда, и меѓутоа има секако морална тежина. Значи наидовме на голема поддршка од страна на нашите сограѓани. Просто сме изненадени и разнежнети, да кажам, од нивната емпатија. Веројатно се должи затоа што родителите, притиснати од своите проблеми, веќе во очај стануваат и се погласни. Почнуваат луѓето и да немаат проблеми да кажуваат дека имаат деца со посебни потреби, да не се лажеме, ние сме едно патриархално општество се уште. И веројатно како резултат на тоа ја анимираме јавност, родителите ние, гласните родители да кажам, ја анимираме јавност за постоењето на оваа популација и на проблемите со кои се среќаваме. Ако треба накратко да дефинирате, како ве третира државата вас и вашите деца? Како тотална негрижа. Впрочем, во Република Македонија нема регистар на лица со посебни потреби. Не знаеме за каква бројка зборуваме. Според некои проценти од што изворот е Светската здравствена организација, околу 15% од популацијата се смета дека има некакви пречки во развојот. Кај нас нема значи официјална бројка, ниту знаеме за каква попречено зборуваме, ниту за старосна година, ниту дали тие деца и лица се вклучени во општеството, дали се во градинка, дали се во училишта, дали се во специјални училишта и така натаму и така натаму. Со оглед на тоа, бидејќи општество, државата нема и никаква евиденција, не може ни да има стратегија за оваа популација, за помош на оваа популација. Но политичарите сега од речиси сите поголеми политички партии, кога собиравте потписи, дојдоа пред собранието и ги слушнаа вашите проблеми. На што се должи ова според вас? Некаков зрак на надеж или пак го толкувате тоа како обид за добивање на партиски поени? Овој мирен собир е организиран од страна на Сдруженијето Сплотени срца од Штип, поддржано од неколку невладини организации, како и од родителите на децата со посебни потреби. Искрено имавме дилема дали тајмингот е најдобар со оглед на ситуацијата во нашата држава, со тоа што немаме функционална, немаме влада во суштина легитимна, ниту министерства, меѓутоа решивме дека ќе се оди со овој протест затоа што минатото се покажало дека никогаш и не е прав момент за нашите деца. Ние многу пати сме се обратиле со нашите барања и до владата и до министерствата на кои се обраќаме, значи се обраќаме на 3 министерства: Министерство за здравство, труд и социјала и образование. Секогаш се ветувани, сме добивале ветувања од нив, меѓутоа никаков позитивен фидбек до сега не сме имале. Сме имале и мирен протест пред владата пред година и нешто, истите барања биле предадени, меѓутоа одговорот до ден денеска не стигнал. Може би решеноста на родителите овој пат да бидат поистрајни и гласноста што го доби овој собир, може би се надеваме дека ќе ги освестат политичарите и дека веќе нема да се сведи на декларативни заложби, дека на вистина и во праксата ќе се направи нешто за оваа популација. Споменавте и самите сте контактирале со 3 министерства кои што се надлежни за вашите проблеми. Министерот за труд и социјална политика сега дојде и по една средба со невладините организации, рече дека се прифатливи вашите барања. На што се должи сега ова, кога со години практично велите дека институциите ви игнорираат? Па истиот министер кој што го спомнавте, читам не беше ни состанок, него тој излезе само да ги чуе барањата првиот ден на мирниот собир. И беше зачудувачки за сите нас што он кажа дека првпат ги слуша барањата на родителите со посебни, на децата со посебни потреби, а истиот е веќе со години вработен таму.
И наеднаш навистина е чудно што он спомна дека дури 80% од барањата за него се прифатливи. А видите, тоа се те декларативни некои изјави, не знаеме дека ниту тој е во состојба да вети нешто и да исполни. Така да, тоа е само уште еден доказ на игнорантскиот однос од страната на власта спрема оваа популација. Накратко, кои се вашите барања на краток период и оние на подолг период? Да има, бараме, краткорочните со оние што бараме некои законски измени кои што и немаат некои длабоки, да кажам, импликации во буџетот. Нема да имаат некои финансиски издатоци посебни државата околу тие. Бараме измена на членови од закон кои што се едноставно кажано небулозни. Например, ќе послушам некои од нив бидејќи кратко и не времето не може да зборуваме за сите од нив. Лица со посебни потреби до 26 годишна возраст земаат посебен додаток. После тоа, доколку продолжат да живеат во своите семејства, биолошки семејства, нив додатокот им се укинува. Меѓутоа, доколку живеат во згрижувачки семејства или пак во некоја институција, за нив додатокот продолжува. Исто важи и за здравственото осигурување. Доколку се во биолошки семејства, после 26 години не се ослободени од партиципација за лекување и за лекови. Тоа се стварно некој нонсенс решенија и веруваме дека тоа уште со конституирањето на владата малтене во првите денови ќе може да се решат некои вакви небулозни решенија до сега. А на подолг период кои би се барањата? Долгорочните решенија се првично за родителите кои што ги носат децата во редовни училишта, пошто имаме и родители кои што ги носат децата во градинка, па плаќаат асистент. Значи, мора државата да обезбеди асистент за овие деца. Доколку не може да обезбеди асистент или ако детето не прифаќа асистент, може еден од родителите да има улогата на асистент, меѓутоа тоа да биде платено од државата. Бараме центри функционални, не декларативни. Министерството кажува некои цифри за постоење на некои центри, меѓутоа се тоа проформ центри, тие не се функционални. Значи, за да еден функционален центар, да биде некој функционален центар, ние бараме да биде по сите прописи и европски стандарди. За центри каде што ќе можеме да ги оставиме своите деца не на чување, не само на чување, него да има стручни лица кои што ќе работат со тие деца. Има уште не знам многу барања кои што сме ги поставиле и искрено се надевам дека сега конечно ќе доимаме ќе има позитивно решение за сите овие барања, бидејќи ова се барања кои што се дуваат на овие деца. Досегашната пракса покажа дека вообичаено семејствата на децата со посебни потреби се во лоша финансиска состојба затоа што мора да се откаже еден од родителите од работа, да остане со своето дете дома иако е работоспособен. Како да се надмине оваа ситуација? Потокму така, имаме семејства кои што се во тешка, значи, финансиска состојба. Имаме родители кои што воопшто не можат ни да приуштат работа со дефектолог, логопед или сензорна терапија, например, со дечињата. Имаме самохрани родители, потоа имаме родители кои што имаат здравствени проблеми, родители каде што семејства каде што еден родител оди на скратено работно време, меѓутоа и тука бараме некои законски измени во однос на парите што се земаат кога еден родител има користи скратено работно време, затоа што навистина тоа е многу мал е износот. Значи, финансискиот издаток е огромен и родителите се всушност оставени сами на себе. Се сведува на тоа дека ако родителот има финансиска можност, може и да пружи нешто на своето дете, во спротивност не. Едно од барањата се однесува на бришење на ограничувањето од 26 години во неколку закони. Господјо Кардула, со каква дискриминација се соочуваат лицата на 26 години со посебни потреби? Па, нажалост, лицата со посебни потреби се соочува со дискриминација од самото раѓање па натаму. Ние имаме дискриминација во образованието, во здравствениот систем и во социјалниот систем. Значи, ние имаме потешкоти да ги запишеме своите деца во градинка, потешкоти да ги запишеме во редовна настава, покрај тоа што инклузијата е законски загарантирана. Понатаму да се запишат децата во средно училиште,
Посебно за оваа категорија на 26, како што спомнав, многу небулозни решенија има во законот. Тие после 26-та година, рековме, ги стават во друга категорија, не во лица со посебни потреби, него лица кои што треба да земаат туѓа нега. И така да имаме проблеми при вработување, велам за оние кои што се способни да работат, и многу злоупотреби се јавиле во минатото токму од страна на работодавците кои што иземаат некои средства од државата за да вработат лица со инвалидитет. Дел од родителите смета дека некакво решение може да биде тоа што својот имот ќе го дадат на државата во замена за тоа државата се грижи за нивните деца по нивната смрт. Колку е ова решение во услови кога веќе со години во државата е подкопана довербата во институциите? Да, во право сте, меѓутоа знаете кога родителите се очени, кога секојдневно треба да се борат со состојбата на своето дете, со предрасудите на општеството и тоталната негрижа од страна на државата, почнуваме да нудиме решенија, па имаше предлог токму и за едно вакво решение. Навистина, толку сме очени да спремни сме и во бидејќи стравот е голем што ќе биде со нашите деца по нашата смрт. Спремни сме да, доколку постои некој модел кој што би гарантирал грижа за нашите деца после нашата смрт, да го остапиме и нашиот имот. Господја Кардола, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.